Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани радовишани. Со овој амандман бараме средства за конечно поврзување на Радовиш со Берово, односно поврзување на Смилјанци со Владимирово, затоа што до Смилјанци имаме веќе постоечки асфалтен пат, исто така и Владимирово е поврзано со инфраструктура со Берово. Овој амандман го предлагам од проста причина што директно поврзување на Радовиш со Берово воопшто не постои. За да радовишани отидат до Берово, мора да одат или преку Штип, Кочани, Виница, Берово, или Радовиш, Струмица, Берово. Значи, неколкократно се намалува дистанцата за поврзување на Радовиш со Берово, доколку се изгради оваа делница. Не држи објаснувањето дека ова се локални патишта и дека владата не инвестира во ваков тип на патишта, од проста причина што и владите и на ВМРО и на СДС имат инвестирано во овој пат, во одредени делници, така да тоа што е направено досега треба едноставно да се продолжи. Потребата од овој пат е повеќе од неопходна, затоа што алтернативите се многу, вртење пола Македонија да не кажам, и повеќе од потребни за развој на регионот. Пред се тука мислам за развој на туризмот. Ги знаеме потенцијалите на селото Смилјанци, прекрасната природа, поврзана со Смилјанска река, планинскиот предел, од најстарите села со автентична архитектура и така натаму, место кое и текако треба да биде предмет на внимание и предмет на инвестиции, за да го зачуваме исконското, македонското културно наследство, пред се и од архитектонски аспект, село кое, верувајте, кога ќе го посетат одредени посетители, многу често се навраќаат во истото. Патот е повеќе од потребен и за развој на самиот регион. Имаме со развој на инфраструктурата по дефиниција развој на земјоделие, развој на шумарството, развој на дополнителни гранки кои се поврзани со овој простор. Да не должам многу за значењето на патот, во оваа ситуација сакам да искоментирам колку сме неуспешни во имплементирањето на европските политики. Во Европа златно правило е директно поврзување на секој две соседни општини со различни категории на патишта, нормално. Меѓутоа, тоа што ја прави силна Европа и специфична секако е политиката на земјоделието, единствената политика на земјоделие и рурален развој. Никако да ги научиме лекциите, а толку многу сакаме да бидеме дел од Европа и да сватиме што е поентата на самото обстојување. Поентата на самоодржливоста, на самото обстојување на Европа е замислено пред се да се обезбеди храна, понатаму да се искористат сите собствени ресурси на Европа за да се намали зависноста од било кој надворешни влијани. Ние како Македонија, ако тежнееме во тој европски свет, мораме да ги научиме тие лекции. Ние некако препишеме нешто и после не ни е јасно зошто не функционираат работите. За развојот на земјоделието, прво морате да имате инфраструктура. Понатаму морате да го опфатите целиот простор. Под земјоделска политика, нормално во Европа се подразбира и политиката на води и политиката на шуми. Индиректно, се тоа е поврзано и со екологија и се посилната зелена агенда. Ако вие не ги развивате сите региони, сите делови од државата,
Потенцијалот ви се стеснува на многу мал дел и после ни е чудно зошто имаме толку големо загадување, зошто имаме нефункционални градови и зошто го имаме пренаселеното Скопје. Затоа што миграцијата од село во град е одамна почната, миграцијата од град во Скопје е одамна почната и се поголем е притисокот и нормално миграцијата од секаде во Македонија во белиот свет, затоа што немаме решение на проблемите. Европа, за да зачува просторот, ја постави таа единствена земјоделска политика. Ние од таму само ги препишавме субвенциите, меѓутоа не свативме дека политиката на земјоделието е кои треба да гарантираат одржување на таа дейност на тој сектор на земјоделието, подразбира субвенции, меѓутоа правилно поставени. И тоа што него научивме е грижа за земјоделецот. Затоа што земјоделските политики во Европа пред се представуваат грижа за земјоделците. Ако во тие земјоделски, шумарски региони на Република Македонија, како што е Смилјанци, Владимиро, ние не инвестираме и не ги задржаме луѓето и не најдеме начин како тој простор да го освоиме, како да го ставиме во функција на развој на државата или барем на позитивна нула, што сме, ние не можеме да сметаме за развој и за европски политики. Напротив, ние во земјоделието имаме ниски цени, имаме непромислено субвенционирање, кое едноставно е во насока на преживување на земјоделците, и имаме негрижа за земјоделците и тоа што сега сакам да го потенцирам, немаме рурален развој. Не може да имате рурален развој ако немате инфраструктура основна за да ги на некој начин поврзате овие рурални области до урбаните. Без таква политика ние ќе бидеме неуспешна приказна, ќе бидеме лоша приказна и тешко дека можеме да рачунаме на развој. Ако сами не си обезбедеме храна, и тоа квалитетна, еколошка, здрава храна, а овие планински региони изобилуваат со тоа, со потенцијал кој е неприкосновен, докажан, топло ви препорачувам да пробате мед од Смилјанци, од Плачковица, да видите што е убаво, што е убавина, што е квалитет, ние тешко ќе одиме напред. Сметам дека сериозно треба да се размисли на овие теми. Прашање на време е кога ова мораме да го постигнеме, ако сакаме да бидеме тоа што сакаме да бидеме дел од европското семејство. Сето друго е промашена политика и џабе губење време. Благодарам.